Кога поминувате квалитетно време со децата, тоа значи и целосно да им се посветите. Не е само во активностите што ги правите, туку и чувството кој им го пренесувате на вашите деца. Доколку во вашето секојдневие се приметите дека користите зборови од типот на не, немој, тргни се од таму, застани, тоа значи дека вашето дете го бара вашето внимание. Бидејќи ако вие не му го дадете вниманието на позитивен начин, тоа ќе најде ситуации каде што ќе ви го одвлече вашето внимание, без разлика вие во кој емоционален контекст ќе му го дадете на детето. Поминато квалитетно време со вашето дете може да биде буквално во секојдневните активности. Може да биде кога ќе видите дека вашето дете ќе седне и ќе гради кула од коцки, да седнете до него. Да го правите тоа со него. Затоа што тоа е време поминато, затоа што вие го посветувате вашето внимание кон детето. Тука развивате кај него блискост, развивате посветеност, развивате тимска работа, заедно градите нешто. Тоа не е само учите за формите, за големините, за бројките, тука учите и за поврзаноста, и за блискоста, и за тимската работа. Минимумот кој што можете да го направите е негде 20 до 30 минути во текот на еден ден. Најидеално е да е секојдневно. Меѓутоа, знаеме дека живееме во едно бурно време со многу обврски. Барем за почеток почнете со 2 пати до 3 пати неделно по 20 до 30 минути. Не само што ќе го поминете квалитетно времето со децата и ќе им го дадете вашето внимание, каде што децата ќе се слушнат и разбрани, каде што ќе бидат и видени, каде што ќе се слушне нивната смеа, па можеби и нивната тишина ќе биде во ред да ја споделите заедно. Дали ќе одберете да им се придружите на играта на вашите деца? Дали ќе одберете да биде тоа приказ на пред спиење? Можеби ќе биде едноставно гледање во ѕвездите, тоа е она што останува кај децата за секогаш. Во нивните срца и во нивните сеќавања, како добри моменти поминати со родителите.